Денеска заедно со лозарите и представниците од винарските визби го празнуваме и славиме виното, заеднички ќе ги закроиме лозјата и ќе го означиме почетокот на новата лозарска сезона. Ми представува денеска чест што заедно со премиерот Оливер Спасовски да го посетиме Тиквешкиот крај и да бидеме дел од одбележувањето на овој убав празник. Денеска го славиме нашето македонско вино, нашиот бренд и белег по кој сме познати и почитувани во светот. За да ги направиме нашите вина и винската индустрија уште поконкурентна во светските рамки, мора да се вложува во лозарството. Ова исконска земјоделска гранка има огромна традиција на обстојување на овие наши балкански простори, а посебно во нашата земја. Изминативе 2,5 години, како ресорно министерство, интензивно работевме на развојни мерки за ова наша стратешка гранка, како и на навремена и неселективна исплата на субвенциите, тогаш кога им беа најпотребни на лозарите. Затоа, нашите мерки за развој на винската индустрија веќе се познати и даваат резултати. Македонското вино станува бренд и се повеќе препознатлив. Вкупното производство на виното се движи околу 115 милиони литри, од кои приближно 80 милиони литри завршуваат на пазарите надвор од државата, од што годишниот девизен прилив изнесува околу 50 милиони евра. Македонските вина прават сериозен пробив на европските и странските пазари и тоа е добро за нашата економија и за афирмација на нашата земја. Расте извозот на вино во шише, а паралелно и наградите на македонските вина на меѓународните сајми. Во периодот што следува, повеќе ќе вложуваме во промоција на македонските вина на меѓународните пазари преку мерките од новите програми во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Лозарството е стратешка извозна гранка која мора се развива и унапредува. Како влада покажавме голема грижа за лозарите и за решавање на сите проблеми. Нам ни е важно лозарите да продолжат да произведуваат квалитетно и убаво грозје и ова година пред новата реколта исплатени се субвенциите за одржување на лозови насади, за да можат лозарите навремено да ги извршуваат агротехничките мерки. Ги вративме парите кај лозарите, решивме еден наследен и долгогодишен проблем, а тоа е ненаплатениот долг од неколку винарии, што представува блокада за лозарите. По овој основ досега се исплатени над 100 милиони денари. На самиот крај, дозволете ми уште еднаш да го честитам нашиот православен празник Свети Трифун и да посакам успешен почеток на новата производствена сезона. Прво да им го честитам на сите винари, лозари и овоштари денот Свети Трифун. Ова е денот кога се буди природата и кога се буди највозвишеното чувство кај човекот, љубовта, и затоа го празнуваме овој ден на виното и ден на љубовта. Очекувам уште една плодна година. За сега временските прилики се поволни. Очекувам оваа година да работиме рамо до рамо со лозарите, уште од сега, да не се гледаме 2 дена пред берба, да ги решаваме проблемите навреме, да ги примениме најсовремените лозарски практики, да произведеме врно грозје, што ќе ни овозможи да произведеме врно вино, кое и оваа година очекувам да биде едно од најнаградуваните во Македонија, во Југоисточна Европа, па зашто не и пошироко. Значи, исто така и јас сакам да го честитам празникот Свети Трифун, кој навистина носи благодет воопшто, а како што каже и директорот, не само да се буди природата, него се будиме и ние со сите наши активности, така да ова навремена исплата на субвенциите која што ја практикуваме цел овој период во текот на оваа влада и ова година не чекавме Свети Трифун за да се исплатат субвенциите, се исплатија многу порано пред Свети Трифун, исплативме скоро 10 милиони евра за поддршка на лозарите, за одржување на нивните лозови насади, за примена на агротехничките мерки, купување на заштитни средства, ѓубрива, така да истата пракса ќе ја продолжиме и натаму, и тоа не само према лозарите, према сите земјоделци во Република Северна Македонија.
Почитуван премиер, почитувани амбасадори, почитувани советници, почитувани сограѓани. Нека ни е честит денешниот голем празник Свети Трифун. Ова е убав ден за Тиквишијата, убав ден за нас кавдарчани. Со традиционален начин на закројување на виновата лоза, секоја година се посекуваме да имаме беричетни и плодни лозови насади. Во Кавадарци речисти да нема семејство кој не одгледува винова лоза. Ова макотрпна работа е дел од нашата култура и нашата секојдневие. Кавадарчани секогаш ги пречекуваат гостите со широка наспевка, чаша жолта ракија и чаша убаво тиквешко вино. Сакам да ви заблагодарам на нашите гости кои ќе бидат дел од чиното за кројување, че се започна со нашата работа и че имаат можност да дегустираат од нашата храна и нашата ракија и вино. Се надевам дека лозарството заедно с че го најдеме својот пат кон напредок и со тоа че имаме задоволни земјоделци. Да бидеме горди на нашата работа, на нашите производи и тиквешкиот регион. Да останеме препознатливи по одгледување на виновата лоза и производството на вино и грозје. Нека ни е чест и Свети Трифун за многу години. Благодарам кавадарчани да сте здрави и живи. Благодарам. За жрта мека ќе почекаме бурата да ја смири, душата да ја разнежни, весела да биде. Да пееме сите весело да биде, вино нека тече, ракија нека пече, јадете и пиете сватови драги, радувајте се и лудувајте, животот е еден, направете го вреден. Господи Трифун, пострадане својем венец, пријатне тлени от Тебе, Бога нашего, имејај во крепост Твојом Учителен изложи, сокроше и демонов невмоштија дерзости, того молитвами спаси, души нашја. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, нека ни е за многу години денешниот ден, почитуване градоначалниче, почитувани премиери, гости, почитувани отци, драги браќи и сестри, од името на нашиот митрополит Повардарски, господин Агатангел, сакам да ви известам дека од оправдани причини не можеше да присуствува денеска на овој ден на Светта Божествена затуствува литургија на закрунувањето, но
не поздравува сите нас да сме добри, здрави, живи. Ова година да ни биде поплодна, лозијата, овошите да дадат повеќе плод, да нема болести и народот во нашата Тиквешија и во цело наше архиерејско наместништво да биде задоволен, исплатата да биде добра и се помасно и повеќе да се гледаме во храмовите, во црквите и на секаден каде што го опилуваме и славиме Бога и овој наш заштитник на виновата лоза на овошките светиот маченик Трифун. Да сте ми здрави и живи, благословени, нека благословот од нашиот митрополит се излее на сите нас овде кај што славиме, чествуваме, празнуваме и уште поскоро и подобро да ни биде ова 20 лето Господово, како во поле на црквите, во поле на општината и на било кое работно професионално поле. За многу години. Поштовани представници на медиумите, поштовани граѓани на Кавадарци на Тиквешкиот регион, денеска заедно со лозарите го празнуваме и славиме виното и животот. Под покровителство на Свети Трифун, заштитникот на лозарите, ги закроивме лозијата во Кавадарци, Неготино, Демиркапија и на секаде низ нашата обла земја. Заедно се радуваме на почетокот на новата лозарска година. Го славиме нашето македонско вино, нашиот бренд, по кој сме познати и почитувани во светот. За да ги направиме нашите вина и винската индустрија уште поконкурентни во светски рамки, презедовме и обврска да вложуваме во лозарството. Годините на неизвестност за лозарите до 2017 година завршија. Нашата долгорочна цел е сигурно производство и откуп на грозјето. Цената ќе формира пазарот, но владата ќе создава услови, ќе создава амбиент за стопанисување да биде поповолен и за лозарите и за винариите. Решивме долгогодишниот и наследен проблем што го имаа лозарите. Оваа влада го исплати долгот што винарските визби по Вардарие и Стефани и другите го имаа кон лозарите за производството за 2014 и 2016 година. Вкупно по овој основ исплативме 100,5 милиони денари и исправивме една голема неправда која што им беше направена на сите лозари од овој регион. Во изминатите 2 години лозарите ги добиваат основните субвенции на време, односно пред почетокот на новата производствена сезона. Пред неколку дена се исплатија близу 583 милиони денари на 15.784 лозари за основна субвенција за одржување на лозовите насади. Овие субвенции ги исплатиме пред почетокот на новата реколта, за да можат лозарите да ги вршат сите потребни агротехнички мерки на лозовите насади. Средствата кои што се инвестиција за ново производство, за квалитетно гројзе, за производство на нашето познато македонско вино, годинава ја продолжуваме поддршката за лозарството како наша извозно ориентирана гранка. 20% повисоки субвенции за лозарите со развоен капацитет или 48.000 денари по хектар и 12.000 денари по хектар за промена на сортиментот. Во изминатите 2,5 години, секогаш кога беше потребно, преземавме соодветни мерки со единствена цел – лозарите да не трпат загуби. Минатата година се воведе нова дополнителна субвенција за килограм предадено грозје во регистрирани винарници во износ од 2 денари за килограм. Оваа субвенција ќе биде намената не само за винските сорти Вранец и Смедеревка, туку
како и за сортите кратошија, станушина, бургунден, црн, жилавка, кавадарка од реколтата во 2019 година. За прв пат оваа влада ја воведе мерката зелена нафта за да им помогне на лозарите да имаат порентабилно производство. Картиците се поделија минатата година и лозарите веќе ги користат. За модернизирање и развој на оваа гранка ќе инвестираме и преку инвестициите и преку мерките од ИПАР 2 програмата. Мерката инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства нуди можност 60% кофинансирање од висината на инвестицијата за подигнување на лосови насади и набавка на систем капка по капка. Во ИПАР 2 и мерката која нуди 50% кофинансирање на инвестиции за изградба на винарници, набавка на опрема и друго. На самиот крај, дозволете ми уште еднаш да го честитам овој наш голем празник, Свети Трифун, да посакам уште многу години да го славиме, да го одбележуваме, уште многу години да ја негуваме традицијата на лозарство овде во Тиквешијата, да бидат сите граѓани живи, здрави, од година во година се позадоволни и со родот и со цената. Благодарам уште еднаш, нека е за многу години. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.